Ловечко око е телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамонт од Скопје. По најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Со профи кадар, со профи опрема, според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување, разни општествени или лични настани и со повеќе од телевизиски квалитет. Контакт телефон 070 22 60 58. Со времетраење од 2 месеца, посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет, можност за наоѓање на вработување. Телефон за контакт 075 289 858. Тоа што ќе го пропуштите да го гледате на телевизиските екрани, од серијата емисии од македонската телевизиска програма Ловечко око, е достапно за вас и со низа други содржини 24 часа 7 дена во неделата на истоимената веб страница www.lovečkooko.com.mk. Победете ги обврските и динамиката на современото живење. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Ако сте способни да имате ваков трофеј, јавете се. Тоа заедно ќе го оствариме и ќе го документираме. Само доколку сте способни да го остварите ловот на својот живот. Очекувам дека ќе постигнете одлични резултати. Не би дожел во интерес на времето многу. Уште еднаш сите би сакал да ве поздравам и да ви посакам денеска успешен ден. Ви благодарам и турнирот Гранд При 2012 година го прогласувам за отворен. Поведете сите, значи оваа година нема да има тука списоци, како пријавување можете да чекате, ќе бидете сочекани сите додека има желба да се пука. Најнапред би сакал да ви заблагодарам затоа што во сите овие изминати години наоѓате можност и време да го поддржите нашиот спорт преку овие ваши многу гледани информативни емисии, наменски. Македонската спортска стрелачка федерација, односно поранешното име во кое што е позната, тоа е Стрелачкиот сојуз на Македонија, е една од најстарите здруженија во Република Македонија. Формирана 1948 година, во оваа 2013 година се слави 65 години од постоење. Спортското стрелаштво, односно стрелаштвото воопште, е многу популарно на сите овие простори. Во дисциплината пиштол на 25 метри најдобри резултати постигна трето место Ангелко Петровски со резултат од 90 круга. Второ место во дисциплината пиштол 25 метри со освоени 90 круга Благој Крстевски. Ајде заедно со вода. Ајде. Најдобар во оваа дисциплина со резултат од 93 круга и се разбира освоено прво место Дејан Блажевски.
На овие простори стрелаштвото е познато и во периодот пред 1948 година, па дури би рекол и во илиндинскиот период и така натаму. Значи, постоеле надпревари на ниво кои што се формирале и пред повеќе од еден век, значи во форми прилагодени за тоа време, не се препознаени како денешен класичен спортски надпревар. Меѓутоа, буквално секогаш надпреварувањето помеѓу луѓето во делот на прецизноста, нагаѓањето со оружје од секогаш било присутно на овие простори. Дисциплината пиштол, жени на 25 метри. Трето место со резултат од 77 круга Елизабета Петрушевска. Господинот Горко да ја прими наградата. Второ место во дисциплината жени, 25 метри, со освоен резултат од 79 круга, Лидија Крстеска. Заедно со Владо? Во дисциплината жени, 25 метри, најдобра денеска беше Анета Марковска со резултат 83 круга. Македонската спортска стрелачка федерација денеска брои 30 на клуба. Тоа е завидна бројка. Да, ние сме едни од најголемите национални федерации спортски во Република Македонија, добро организирани, со големо членство. Меѓутоа, мора да се каже дека во минатото, значи пред 30-на, 40-50 години, организираната структура на на Стрелачкиот сојуз на Македонија тогаш броела повеќе од 40.000 члена. Значи, не само спортските клубови, тука биле и различните типови на така наречени стрелачки дружини, кои што екзистирале по училиштата, основните, средните, на универзитетот. Потоа, по работните организации, значи тој назив се користел во тој период, синдикати и така натаму, значи огромна популација на лица кои се занимавале со спортско стрелаштво. Сега ќе ги доделиме во екипна конкуренција дипломите. Трето место со резултат 251 круг ја освои екипата на СЗ во состав Златко Јанковски, Драган Прокоповски, Сашо Тодоров со резултат 251 круг. Втора е екипата КБН. Кај Нагел, Благоја Крстевски, Новица Зечевич. Немој се сврља. Дечко пати го председател. Три пути. Дечко пати го. Доста. Значи, најдобра екипа во дисциплината пиштол на 25 метри е екипата на СЗ во состав Раде Евтовски, Венко Наумовски, Зоки Георгиев.
Спортските клубови го негуваат врвниот спорт, бидејќи спортското стрелаштво е олимписки спорт, и Македонија во цел овој период и од осамостојувањето на Република Македонија до денес, но и претходно имала врвни, препознатливи, одлични спортски стрелци. Но некако тоа врвно е препознатливо во рамки на олимпијадите, но сепак во ограничен дел, само во делот на луѓето кои што можеме да кажеме дека се хендикепирани во однос на физичките своји способности и на параолимпијадата учествуваат и го носат името Македонија на врвот во светот. Така, сосема сте во право, меѓутоа би дал за вашите гледачи една илустрација. Значи, олимписките спортови се спортови во кои што учеството на олимпијада е најтешко достигнувачки. Ќе ви кажам од кој аспект е тоа така. Затоа има и една поделба на олимписки и неолимписки спортови. Значи, во спортското стрелаштво да се учествува на олимпијада, значи да во последните 4 години бидеш прв на светските купови. Значи, ни вториот, ни третиот на светски куп не оди на олимпијада. Да, квалификација за олимпијада. И во последната година тоа се така наречените континентални купови, значи европското, африканското, американското, австралиското и така натаму континентални првенства. Значи, на олимпијада одат најдобрите од најдобрите во последните 4 години. Станува збор за една група од 33 луѓе во една дисциплина, каде што на тоа се додаваат и одредена група, некаде од неколку спортисти, 2-3 на така наречени imitation plays, на покани. Во екипна конкуренција, пиштол на 25 метри, жени, трето место екипата на армијата на Република Македонија, војна пошта 47-70, во состав Елена Лазарова, Елизабета Михајловска, Фросина Арсовска. Купен резултат 141. Второто место го освои екипата на армијата Република Македонија, војна пошта 80-43-30-4 во состав Ирена Нековска, Жанета Митковска и Ирена Панова. Најдобра екипа од дисциплината пиштол 25 метри жени со освоен резултат од 177 круга е екипата со името Мачки. Лилија Крстевска, Срна Куновска, Анета Марковска. Подготовката на еден спортист за олимпијада во делот за стрелаштво чини извонредно многу. Значи, спрема истражувањата кои што се направени во Велика Британија и во Данска за последнава олимпијада потребно на годишно ниво 400.000 евра за еден спортист врвен. Овие пари се трошат, значи, не само лично за спортистот, него тука доаѓа и негов тренер за стрелаштво, кондиционен тренер, тука доаѓа посебен режим на исхрана, нели, тука доаѓа медицинска поддршка, медицинско лице и така натаму, значи доаѓа еден тим од 7-8 луѓе кои што дневно работат континуирано цела година. Сите тие тренинзи, сите тие елементи чинат пари.
Ние располагаме со многу скромни финансиски средства кои што нели се одвојуваат за нашиот спорт, меѓутоа тука во иста слична ситуација се наоѓаат и останатите, условно кажано мали спортови, мада ние не сме нели мали во вистински смисол на зборот, меѓутоа на нашиве простори некако секогаш постои нели поголем интерес не само на нашите, на другите, тука е фудбалот, да, кошарката, по-масовни спортови или по спортови за пошироката популација, каде што може да најдат свое влијание и поголемите фирми, како во публиката да најдат клиенти потрошувачи, што се вели. Тоа е веќе друга работа, трговија. Меѓутоа, искуствата во другите држави се дека подеднакво, па дури и повеќе акцент се стави на овие спортови. Не треба да се заборави дека треба да мислиме на нашите деца. Сите немаат афинитет спрема спортови кои што се со топка. Меѓутоа, ако некој условно кажано не може да се најде во кошарка или во ракомет, истиот може да се најде во мечување, во стрелаштво, во стреличарство, во велосипедизам. Постојат многу спортови. На запад токму тие спортови ги анимираат децата во специализирани клубови во секоја средина. Она што порано било можеби во социјализмот, тоа е во Америка сега присутно. Односно, има во секое училиште спортски, стрелачки или стреличарски клубови што ги анимираат децата и на тој начин се врши оттргнување на децата од улицата и една општествена дисциплина и во воспитување буквално. И со тоа освен што се врши одземање на децата од улицата, анимирање на нивното време во продуктивно време, се врши и онаа што буквално ја кажав и нормирање на една дисциплина која што ги става на еден трасиран пат за опстанок на човечкото во луѓето, а не опстанок само на она што значи улично однесување или едноставно улицата да не ги земе децата. Во дисциплината пушка 100 метри мажи. Освоено трето место со резултат од 94 круга е нашиот гостин од Република Црна Гора Зоран Букчевич. Второ место во екипата пушка 100 метри мажи со резултат од 94 круга Велибор Балоски. Во дисциплината пушка 100 метри мажи освоено прво место со резултат од 95 круга Јончи Лиевски. Одлично. Она што го говорев дека имаме недостаток на култура на спортот воопшто и елементарни би рекол познавање е во тоа што многу луѓе не знаат што значи зборот спорт. Секогаш кога некој ќе го запрашате што значи зборот спорт, прва асоциација му доаѓа надпревар. Да, но тоа е војна. Меѓутоа, надпревар, зборот спорт значи игра. И тоа во една транскриптивна смисла воена игра, поконкретно симулација на воена игра.
Значи, сите спортови до еден потекнуваат од подготовка од минатото на воените единици за војна. Значи, буквално од атлетиката до пливањето до биатлонот. Атлетиката е една типична воена, би рекол, дисциплина, иако нас не изгледа многу, би рекол, наивно, трчање и така натаму. Не треба да се заборави дека тука во атлетиката составни делови се фрлањето копје, ѓулето, паделото и така натаму. Се тоа и самото трчање во атлетиката, тоа доаѓа од оние битки каде што под воена опрема полна треба да претрча 2, 3, 5 километри на военото поле. Да се дислоцира на друга локација војската. Во екипна конкуренција, во дисциплината 100 метри, мажи со резултат од 260 круга е екипата на Министерството за внатрешни работи ПЕП. Од состав Велигор Баловски, Джезер Шакировски и Пепи Ганчев. Второ место во дисциплината пушка 100 метри мажи со резултат од 263 круга, екипата со име КУМ во состав Јончи Илиевски, Гоце Богдановски и Горан Зафировски. Во дисциплината пушка 100 метри мажи, најдобри со освоено прво место со резултат од 268 круга е екипата на Војската на Република Црна Гора 1 во состав Муса Тахири, Милотин Луковац и Зоран Вукчевич. Доаѓаат од така наречените спортови без оружје, доаѓаат спортовите со оружје. Тука е мечувањето, значи стреличарството, лакот и стрелата. После доаѓа фрлањето копје, тоа е во атлетиката, фрлањето ѓуле, кладило и така натаму. Стрелаштвото на ова елемент еволутивен се појавува во една форма и тоа исто како што еволуирали типовите на оружје, значи од воздушно оружје, малокалибарско, големо калибарско и така натаму, до оние спортски дисциплини кои што прават комбинација. Значи биатлонот е комбинација на скијање со ова. Исто има атлетика, скијање. Исто има и пливање со носење пушка, тоа не е таа олимписка дисциплина, меѓутоа постои. Значи, кај граѓаните, кога ќе се каже дека овие спортови се милитантни или не знам, тоа е едно, би рекол, класично непознавање на историјата на спортот. И во тој сегмент, мислам дека сите тие непознавања доведуваат буквално и до лоша перцепција за спортовите генерално земено. Ловна спортска пушка на 300 метри. Со освоено трето место со резултат 80 круга Ангелко Петровски. Ангелко има многу медали од овие турнири, не знам за наредната година дали треба некоја да направиме некоја санкција или да паузира.
Второ место во дисциплината снайперско ловно спортска пушка 300 метри Игор Мачар со резултат 85 круга. Прво место со освоени 85 круга во дисциплината снайперско ловно спортска пушка 300 метри Драган Прокоповски. Многу луѓе не знаат дека велосипедизмот е олимписки спорт. Не знаат дека мечувањето е олимписки спорт. Не знаат дека стреличарството е олимписки спорт, дека стрелаштвото е олимписки спорт и така натаму. Премногу сме насочени кон овие традиционални популарни. Ако сублимираме сето ова што го кажуваме сега, буквално која нација е една од подобрите во спортовите, таа нација е и подобра при војување. Буквално можно и така да се концепира работата. Така. Мегамонт од Скопје. По најповолни цени нуди елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специјализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Со време трајање од 2 месеца, посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет, можност за наоѓање на вработување. Телефон за контакт 075 289 858. Со профи кадар, со профи опрема, според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување, разни општествени или лични настави. Тоа што ќе го пропуштите да го гледате на телевизиските екрани, од серијата емисии од македонската телевизиска програма Ловечко око, е достапно за вас и со низа други содржини 24 часа 7 дена во неделата на истоимената веб страница www.lovečkooko.com.mk. Победете ги обврските и динамиката на современото живење. Ако сте способни да имате ваков трофеј, јавете се, тоа заедно ќе го остварите и ќе го документираме. Само доколку сте способни да го остварите ловот на својот живот. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги испраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око. What?